се познати на сите оние кои што во себе ја носат хуманоста и сакаат преку пораката која што ќе ме упатат на своите најблиски или најмили, воедно може да се тоа соработници, пријатели или семејство, да им помогнат и на децата. Станува збор за новогодишните честитки на Медјаши, кои што имате можност да ги купувате 7 години наназад. За тоа како тече оваа акција годинава, дознаваме од Христина Георгиевска Змјанац, раководител за промоција и одржливост од првата детска амбасада во светот Медјаши. Христина, добро утро. Добро утро. Вие донесовте дел од честитките или ова се сите можни честитки? Ова се овогодинешните честитки, односно новите 6 мотиви. Имаме од минатата година, меѓутоа тие се во ограничена количина и се ставени во понудата, што веќе ја праќаме 4 пати. До сега сме ја пратиле преку датабанка. Кажете ми, колкав е интересот еве пред се не на поединците, туку на институциите за купување на овие честитки, знаејќи што прават со купување на честитка? Вака, значи, секоја година забележуваме се поголема заинтересираност да ги поддржат активностите што ги реализира првата детска амбасада во Медјаши и секоја година се повеќе и повеќе имаме луѓе кои што се заинтересирани од институциите за овие честитки. Сега да дискутираме малку за мотивите. 1, 2, 3, 4, 5, 6 рековме мотиви оваа година. Уникатни мотиви кои што не може да се најдат на ниту едно друго место. Има ли секоја година по некоја честитка и мотив кој што нуди најголем интерес од страна на оние кои што сакаат да ги купат? Секако, секако. Значи, за жал како што поминува времето, луѓето се заинтересирани за оние што се како поелегантни, како што на пример вие ја држите ова. Бидејќи сепак фирмите сакаат да праќаат некои поелегантни, да не кажам комерцијални, меѓутоа во секој случај ги купуваат сите. Имаме ли бројка или количина колку честитки се предвидени оваа година да се продадат? Па вака, значи имаме бројка, меѓутоа што ќе излезе од тоа ќе видиме. Искуството од минатите години? Па очекуваме повеќе од тоа што сме го предвиделе. Така, реков на почетокот дека дел од средствата одат во хуманитарни цели, да кажеме, значи, зашто ќе бидат наменети оваа година? Така, значи сите средства што ќе бидат собрани од продажбата на новогодишните честитки ќе бидат наменети за работа на SOS телефонот за деца и млади 0800 1 22 22, дневен центар за деца кои не одат на училиште, бесплатна правна служба и борба за против педофилија. Така, и оно што морам да прашам, мислам дека нема да сгрешам ако поставам прашањето, колку чини една честитка? 45 денари чини. Значи ништо повеќе од оние кои што може да се најдат во продавниците, во трафиките или од оние улични продавачи на честитки кои што допрва ќе ги има или ќе ги нема годинава. Ќе видиме како за тоа ќе одлучат градските власти. И уште едно прашање пред да ви се заблагодарам за гостувањето. Изминатиот период имаше мотиви нацртани од дечиња. Оваа година претпоставам дека ова не се мотиви од деца, туку е нешто. Како ги одбирате мотивите? Значи вака, бидејќи до пред 2 години имавме детски работилници, меѓутоа тие детски работилници повеќе не функционираат, а имаме останато некои цртежи од децата, како на пример ова има некои детали. Меѓутоа ова ни го прави нашиот дизајнер што работи во Медјаши. Така, значи уште еднаш како можат сите оние кои што се заинтересирани да дојдат до честитките? Можат по имейл info@childrensembassy.org.mk и исто така на телефонскиот број 2465 316. 2465 316. Така, Кристина, ви благодарам, искрено посакувам сите честитки да ви се продадат, за да се збогати фондот кој што е потребен за SOS телефонот. Ви благодарам и се гледаме во некоја наредна прилика. Благодарам и на вас. И уште едно подсетување за акција